Воведување сообраќаен режим пар-непар, односно предлог за измена на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и владата да ги задолжи сите државни и јавни институции и да им препорача на локалните самоуправи за 50% да го намалат користењето на службените возила. Ова се мерките кои ги предлага Министерството за животна средина и просторно планирање до владата за намалување на загадувањето. Министерот Башки Мамети истакна дека Република Македонија работи на усогласување на законодавството со Европската унија. Владата да би препорачала до сите државни органи, каде што тоа се може секако, да се преполови бројот на возила кои што се употребуваат за службени цели. Исто така да препорача на Министерството за внатрешни работи да пристапи кон измена и дополна на законот за безбедност при сообраќајот, за да може веќе популарната мерка пар-непар да се стави во сила. Загадувањето на воздухот и понатаму предизвикува сериозен ризик врз човековото здравје во Македонија, а Европската унија повеќе од 10 години го поддржува јакнењето на националните капацитети за управувањето на квалитетот на воздухот, оцени шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија, Самуел Жбогар. Квалитетот на воздухот треба да биде висок приоритет и на национално и на локално ниво и затоа е неопходна постојана посветеност на властите и институциите, малите и големите бизниси и на самите граѓани за подобрување на воздухот. Европската унија става големо значење на квалитетот на воздухот во секоја земја и со овој проект на националните и локални институции им се овозможува подобрување на капацитетите за имплементирање на законодавството, како и мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, како и за зголемување на свеста на граѓаните. Министерот Амети во текот на вчерашниот ден се сретнал со представници на граѓанските здруженија и дискутирале за актуелните проблеми со квалитетот на амбиенталниот воздух и за предлог мерките за намалување на аерозагадувањето. Ова доаѓа по алармирањето на здруженијата за овој проблем, а во повеќе градови низ државата во текот на оваа зима, во подолг период беше констатирано дека концентрацијата на PM10 и PM2,5 честичките многу често ги надминуваше утврдените граници, како најчест извор на зголеменото присуство на овие токсични честички се јавуваат во металуршката индустрија при затоплувањето на домовите и производството на енергија.